Преглед на денешните настани. Локалната многу малку може да направи за семејствата кај Маларична и во бараките на Железничка, кои живеат во многу лоши услови. Борците и поддржувачите на нивното дело маршираа за мир. Хотелиерите се надеваат на позитивни промени по назначувањето на нов директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. За децата најголеми звезди се спортистите. Од следната година ќе се отвори средно музичко во Охрид. Граѓанската војна во Сирија во пат позиција. Никој не победува. Да погледнеме што велат синоптичарите за временската прогноза. Денеска во Охрид времето беше претежно сончево и топло. Во предпладневните часови дуваше умерен североисточен ветар. Максималната дневна температура се искачи до 22 степен, а воздушниот притисок изнесуваше 1013 хектопаскали. Во сабота во поголем дел од Европа ќе биде претежно сончево со локална облачност, а нестабилно со врнежи од дожд ќе биде на Скандинавија, североисточна и источна Европа, каде ќе дува и силен ветар. Најтопол европски главен град ќе биде Лисабон со 31 степен, а најстудена Москва со температура од 12 степени. На Балканот ќе биде претежно сончево и ветровито, ќе дува засилен северен и северозападен ветар, кој удари од 80 км на час ќе има во Јадранското, Јонското и Егејското море. Максималните дневни температури ќе се движат од 15 до 29 степени. Во Македонија во сабота ќе биде претежно сончево, ветровито и посвежо. Ќе дува умерен северен и северозападен ветар, а во западните предели ќе дува умерен североисточен ветар. Утринските температури ќе се движат од 3 до 13 степени, а максималните дневни ќе достигнат до 18, односно до 28 степени. Во Скопје во сабота ќе биде претежно сончево, ветровито и свежо. Ќе дува умерен северозападен ветар. Утринската температура од 10 степени, а максималната дневна температура ќе достигне до 25. Во Охрид утре ќе биде претежно сончево, ветровито и посвежо. Ќе дува умерен североисточен ветар. Не очекува утринска температура од 8 степени, а максималната дневна ќе достигне до 22 степен. Во наредните денови ќе биде претежно сончево, ветровито и посвежо, со максимална дневна температура околу 20 степен. Почитувани гледачи, добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Локалната самоуправа им го покажа патот на 10 охридски семејства, како да си го решат проблемот со едно од најважните животни прашања – стамбеното. ТВМ вчера објави историја за 4 семејства кои што живеат во трошна куќа до Маларичната и уште 6 други во бараките на Железничка. Тие се пожалија дека стравуваат за својата безбедност и здравје поради лошите услови за живот и побараа помош. Локалната самоуправа на Охрид денес се огласи во врска со реакциите на неколку охридски семејства кои живеат во објекти кои не одговараат на стандардите на современото урбано градско живење. Имено според Томе Џамтовски, портпарол на општина Охрид, локалната самоуправа и градоначалникот Бакрачевски имаат потполно разбирање за тешката состојба во која се наоѓаат неколку социјални семејства. Тој додава дека за жал нивните можности за помош во тој поглед биле лимитирани од причина што законските прописи не оставале многу простор за тоа. Најголем број случаи овие објекти се уште се собственост на Република Македонија, а по разни основи се јавува користи некој друг. Значи, ние како локална самоуправа и да сакаме да можеме да помогнеме во тој дел, едноставно не смееме и не можеме. Не можеме да решаваме имотно-правни односи. Значи, тие субјекти, тие засегнати граѓани, семејства, значи, најнапред треба овие работи сами да ги решат, за да можеме ние како локална самоуправа било што да преземеме. Џамтовски сепак остави простор за помош и излегување во пресред на барањата на загрозените семејства и најави поголема заштита на правата на социјално ранливите категории во новата фискална година. Јас верувам дека според заложбите на градоначалникот и на локалната самоуправа најавено или можам да најавам дека
со новата фискална година, со усвајањето новиот буџет и новата програма за работа, верувам дека ќе има и простор и средства, барем онолку што може локалната самоуправа, што значи грижа за сите граѓани на Охрид, да им се излезе во пресрет и на овие семејства. Патот кој треба да го поминат семејствата кои вчера до нашата редакција се пожалија дека стравуваат за безбедноста на нивните животи, треба да започне од Министерството за труд и социјална политика и Министерството за транспорт и врски, како што посочи од Охридската локална самоуправа, бидејќи според истите извори објектот кај Маларична се води на Република Македонија како сопственик со незапишани права, а како корисник се јавува трудбеник. Од локалната исто така тврдат дека досега ниту еден член од посочените семејства, ниту усно, ниту писмено официјално не се обратиле до локалната самоуправа за да може да се реагира, но во интерес на граѓаните, како и во однос на јавноста и одговорно работење на локалната самоуправа, излегле на терен да ја снимаат состојбата со цел во иднина да можат нешто да преземат. Представници на Сојузот на борци од Охрид и Дебрца денеска маршираа за мир по повод Меѓународниот ден на мирот 21 септември. Основната порака која што испратија е секаде во светот да има траен мир и благосостојба на сите луѓе без разлика на верата, нацијата и религијата. Војната лесно може да започне и тоа од ништо, ама тешко прекинува, истакна воениот ветеран Крсте Крстановски. По повод Меѓународниот ден на мирот 21 септември, представници на Сојузот на борци од Охрид изведоа мировен марш од председиштето на Сојузот на борците до градскиот плоштад, пошто беше положено цвеќе на бистите на паднатите борци и линденци во градскиот парк. Пред присутните на денешното одбележување на Меѓународниот ден на мирот беше прочитана и пораката на генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун. Учесниците на маршот испратија порака за траен мир и благосостојба на сите луѓе во светот, без разлика на вера, нација, религија. Пораката беше упатена до власта и до опозицијата, до сите пратеници и советници. Многу рано некои од учесниците или блиску до нив ја заборавија таа војна и мислат дека никогаш повеќе војна нема онака како што ние бараме, како што промовираме, како што и препорачуваме. Значи, војна да не дојдите. Војна да не доживее светот. Поплавата ќе помине ден-два, огнот ќе угасне за ден-два или повеќе, затоа што зависи од луѓето. Војната тешко се запира. Лесно може да почне од ништо, ама тешко да прекине. Ѓоргиевски при тоа изрази жалење што на настанот присуствуваа само 30 на граѓани со оглед дека станува збор за меѓународен ден кој има големо значење во светот. Пораките се повеќе упатени до оние кои што во денешно време не знаат што е војна и што е страдање, а тие што го преживеале тоа ја знаат суштината на овие пораки. Оваа војна која ја завршивме 45-та година на 15 мај е најмасовната, со најмногу штета и најмногу жртви и уништени многу материјални средства, вели воениот ветеран Крсте Крстановски. До сите политички партии, невладини организации и здруженија на граѓани. Да се заложат максимално сите меѓунационални, меѓуетнички, меѓурелигиски тензии, недоразбирања, расправи и кавги да се решаваат благовремено, да се решаваат веднаш, затоа што ако тоа не се направи сега, тоа ќе се направи после војна или воен конфликт, но само со многу жртви, многу војни инвалиди, разурнати домови, преселени лица. Крајно е време да извлечеме поука, да се научиме од грешките направени во минатото.
Одбележувањето на Меѓународниот ден на мирот започна во 2001 година со резолуција на Генералното собрание на Обединетите нации. Централниот настан годинава ќе се одржи во седиштето на Обединетите нации во Њујорк. Светската федерација на ветерани овој ден го промовира со светски марш, што се одржува насекаде во светот под мотото "Ветераните чекорат за мир". Сојузот на борци на Македонија, како членка на Светската федерација на ветераните, 5-та година е носител и организатор на овој марш на мирот во нашата земја. Проектот е поддржан од владата на Република Македонија и Министерствата за надворешни работи, за одбрана и за внатрешни работи. Денеска во Основниот суд Скопје 1 продолжи судскиот процес Фаланга 2. Обвинетите од случајот Фаланга 2, кои што пред еден месец беа приведени под сомнение дека илегално ископувале, тргувале и уништувале артефакти, се бранеа пред судот. Обвинетите, меѓу кои и Паско Кузман, поранешен директор на управата за културно наследство, негираа дека ги сториле кривичните дела за кои што се товарат. Судењето ќе продолжи на 8 октомври, кога своја одбрана ќе треба да даде и Кузман. Назначен нов директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. На местото на досегашниот директор Јордан Трајков сега доаѓа Кристијан Џамбазовски. Туристичките работници со оваа промена се надеваат на подобра комуникација со првиот човек на агенцијата и поголеми ефекти во туризмот. Агенцијата за развој и поддршка на туризмот доби нов директор. На чело на оваа агенција, на местото на досегашниот директор Јордан Трајков, сега е назначен Кристијан Џамбазовски. По 5 месеци од поднесувањето на оставка на Јордан Трајков, сега туристичката фела во регионов очекува нов ветар на позитивни промени. Председателот на ХОТАМ, воедно и член на Советот на агенцијата, Дончо Танески, укажува на досегашното ниско ниво на соработка со екс-директорот Трајков и слабата реализација на плановите, лошите ефекти и слабиот бенефит во туризмот. Ние како здружение благовремено веќе во февруари, во март говоревме дека ќе ни се случи тоа што се случува, дека ќе имаме намален број на летови, ќе имаме намален број на туристи со чартер летовите што доаѓаат од Бенелукс. Тоа се потврди. Сега при крај на сезонава можеме да кажеме дека се потврди, дека бројките се помали од минатата година, но ево има уште 30 дена операција, па на крајот да видиме точно конкретно колку ќе биде. Танески посочува на игнорантскиот однос на Трајков кон туристичките субјекти, а посебно кон членовите на Советот. Во една година не се ни обидел да го свика Советот и да го брифира за програмата и буџетот на агенцијата за наредната 2014 година. Негов последен напор да го свика Советот бил некаде пред крај на неговото заминување, вели Танески. На 3 дена пред состанокот на Советот ни испрати програма со активности со буџет од околу 8 милиони евра за наредната година. Меѓутоа, многу жалосно, на подпис на документот стоеше председател Никола Груевски, а не директор Јордан Трајков, што на 24 сати пред одржување на состанокот претрпи промена, ни испрати нов предлог програма, буџет и активноски и трошковник, кој веќе беше 1/3 од претходниот, но заборавил да избриши дека тоа е програмата и активностите за 2013, што значи работевме неодговорно, а и со последниот потез го докажуваме тоа. Представници од Советот на агенцијата и вработените од Струшката канцеларија веќе оствариле средба со новиот директор Кристијан Џамбазовски. Од него очекуваат добра соработка и подобри ефекти во туризмот. Нивните сериозни забелешки кои се однесуваат на недостатоците во програмата и буџетот на агенцијата за развој и поддршка на туризмот за следната 2014 година се надеваат дека ќе бидат коригирани, а согласно на тоа да има поефикасна програма од која се очекува и поголем бенефит во туристичката индустрија. Долгогодишните заложби во градов да се отвори средно музичко училиште конечно ќе се реализираат. Од наредната учебна година сите оние кои што ќе сакаат да го продолжат своето музичко образование, тоа ќе може да го направат во Охрид. Интересот на учениците за музичка наобразба е огромен. Од 2014 година во Охрид покрај основното ќе има и средно музичко училиште. Ова идеја која постоеше години наназад конечно ќе се реализира. Градоначалникот Никола Бакрачевски рече дека подготовките и преговорите се во тек. Ние веќе добивме согласност од регионалното музичко училиште од Битола, она како што налагаат законските прописи од Министерството за образование, и веќе во наредната година средното музичко училиште ќе почне да функционира во Охрид. Интерес за отварање средно музичко училиште постои, вели Нина Момировска, директорката на основното музичко училиште Методи Патчев.
Уште во месец мај тие спровеле анкета кај учениците од последните оделенија во музичкото училиште и кај основците од останатите училишта во градов. Голем процент од нив позитивно се изјасниле околу прашањето за отварање средно училиште во Охрид. Мобиновска кажува дека во моментов во основното музичко училиште учат 335 деца, а од година во година овој број расте. Расте и бројот на награди кои тие ги освојуваат на многобројните државни и меѓународни надпревари. Штета е, вели таа, што немаме средно училиште каде дел од нив би го продолжиле своето образование. Бенефитот од отварање на средно музичко училиште во Охрид би го имале и учениците, нашите млади музички таленти, нивните семејства кои би се кога би учеле нивните ученици во други градови би имале поголеми финансиски трошоци. И секако нашиот преубав Охрид, бидејќи како еден град на културата, со еден прекрасен охридско фестивал, Охридско лето, кој би се проширил и во преку целата година, кога би завршиле нашите ученици, оние кои сега учат во основното музичко училиште, би продолжиле во тоа музичко училиште средно, би завршиле и музичка академија, која во како визионерски би гледале и во Охрид, зашто да не да се отвори. Следните години тие ученици би завршиле, би се отворил еден професионален оркестар во нашиот град, со отварање на една концертна сала, сите тие, мислам, заеднички би го направиле Охрид уште поубав. Средното образование во Охрид од година би се одвивало во истурена паралелка која ќе биде под капата на училиштето од Битола, зашто преговорите се во тек. Просторни услови има и соодветен кадар кој би ги спроведувал предавањата, вели Момировска. Тука би се изучувале инструментите саксофон, обоа, хорна, ќе има и часови по соло пеење. За најмладите, дефинитивно најголеми звезди се спортистите. Доказ за тоа беше денешната посета на македонските кошаркарски репрезентативци заедно со екипата на кошаркарите од МЗТ Скопје на учениците од основното училиште Христо Узунов. Моментално најголемите македонски спортски звезди воодушевени од дочекот кој што им го приредија нивните најголеми фанови. Филип, Никола и Ѓоко се само дел од најголемите, вистинските фанови на македонската кошарка и нејзините звезди кошаркарите. Овие тројца млади кошаркари заедно со своите соученици од основното училиште Христо Узунов на македонските кошаркарски репрезентативци заедно со екипата на кошаркарите од МЗТ од Скопје им приредија дочек кој долго ќе го паметат. Јас ја сакам кошарката што ми е најомилен спорт. Добра? Најомилен кошаркар ми е Перо Антич. Да? Од МЗТ од кошаркари од МЗТ Дамјан. Дамјан сакаш да видиш? На која позиција играш во колибри? Шут. Шут? Ајде. Ајде следен. Може, ајде. Јас сум Никола Трајчевски, тренирам во кошаркарскиот клуб КК Колибри од Охрид. Тренирам веќе 8 месеци. Така? На која позиција си таму? Центар. Аха. Најомилен играч од репрезентативци ми е Дамјан, а од МЗТ ми е Гечевски. Добро, супер. Ајде, кој е уште еден? Јас сум Ѓоко Сарафиловски, тренирам во кошаркарскиот клуб Колибри, учам 8-4-9-летка. Најомилен играч од МЗТ ми е Гечевски и од другиве кошаркари од НБА, например? НБА Перо Антич, така? Мекеле, тие. Покрај Гечевски, Стојановски, учениците ги поздрави и кошаркарот Војдан Марковски кој што активно игра кошарка 12 години, а во професионалните спортски води е веќе 5-та година. Чувството да се биде овде со овие млади деца е прекрасно. Значи, кошарката полека станува број еден спорт во Македонија, што ми е многу драго на сите и сме многу благодарни за оваа покана во училиште. Раководителот на кошаркарскиот клуб МЗТ од Скопје, Видоја Секуловски, се заблагодари на јавното предпријатие Билјанини извори за поканата на учеството на предстојниот турнир Охрид Трофеј, свесен за големата обврска која овој клуб ја има во развојот на кошарката во нашата земја. МЗТ Скопје не е само како шампион на државата, има и други обврски, значи да повлече позади себе
и во регионите надвор од Скопје да развојот на кошарката, од каде што ќе црпиме практично таленти. МЗТ Скопје секогаш ќе биде на брановите да и од овие млади деца утре постанат некои кошаркари. Сите наши репрезентативци кои се во клубот се секогаш спремни за соработка. Да го покажавме и денеска со оваа средба со младиве дечиња и се надевам дека ова ќе продолжи и во други градови во Република. Посетата на кошаркарите на најголемото основно училиште во градов е со цел да се развие спортската култура кај најмладите. Покрај со автограми кошаркарите на учениците од Христо Узунов им подарија и кошаркарски топки. На крајот од локалниот блок и една сервисна информација. Јавното предпријатие Охридски комуналец утре организира акција за подигнување на кабаст отпад од населбата Билјанини извори. Се молат граѓаните кои што живеат во тој дел од градот, доколку имаат ваков отпад, уредно да го депонираат и најкосно до 10 часот и претходно да го пријават во работната единица механизација на телефон 046 265 353 со наведување на локацијата, за да можат службите на комуналец благовремено и да го подигнат. Во продолжение да го погледнеме изборот од вести што ги пренесоа светските новински агенции. Асад бара примирие. Сирискиот заменик премиер Кадри Џамил изјави дека граѓанската војна во земјата е во ќорсокак бидејќи ниту една страна не победува. Во изјава за весникот Гардијан Џамил вели дека владата на председателот Башар ал Асад ќе побара свикување на мировна конференција во Женева, Швајцарија. Заменик премиерот вели дека примирието би било одржувано од меѓународни наблюдувачи по можност мировни сили на Обединетите нации. Тој додаде дека сириската економија претрпела загуби од околу 100 милиарди долари како резултат на војната меѓу владата и бунтовниците. Представници на опозицијата претходно одбиваат да учествуваат на конференција во Женева, освен ако Асад не се повлече. 12 луѓе, меѓу кои едно 3-годишно дете, се тешко повредени во пукотница која се случила синоќа во Чикаго. Напаѓачите пукале од автомобил во движење кон кошаркарско игралиште во парк во Чикаго. По пукотницата на терен излегле околу 60 полицајци и 10 возила на итната помош. Тројца од повредените, меѓу кои детето кое било погодено во главата, итно се пренесени во болница и се наоѓаат во критична состојба. Се трага по напаѓачите, а мотивот за нападот се уште не е познат. Во Германија внедела ќе бидат одржани сојузни парламентарни избори каде право на глас имаат речиси 62 милиони германци, а во трката во која канцеларот Ангела Меркел со нејзините демохристијани важи за фаворит, учествуваат уште 34 партии. Аналитичари и политиколози наведуваат дека во последните денови од кампањата, оној кој сака да победи во Берлин ќе мора на своја страна да ги привлече мигрантите, чие влијание се повеќе расте во Германија. Може не постизборен сојуз и голема коалиција, Меркел и Христијанско-демократската унија како најсилен против кандидат спроти себе го имаат Per Steinbrück од Социјалдемократската партија. Рускиот председател Владимир Путин застана во одбрана на својот стар пријател поранешниот италијански премиер Силвио Берлускони. Тој истакна дека на Берлускони не би му се судело за аферата Рубигейт доколку бил геј. Путин вели дека проблемот со Берлускони бил во тоа што тој живеел со жени, а доколку бил хомосексуалец никој нема да покажал со прст против него. Инаку на Берлускони во аферата Рубигейт му се суди за сексуални односи со малолетничка. Ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денеска. Останете со нас. Пријатно!